благодарам подпредседателе. Прво на граѓаните на Република Македонија да им ја честитаме новата година и сите верски празници кои што поминаа. Да посакаме 2021 година да биде година пред се на добро здравје и на успех. Интересно е дека се води навистина вжештена дебата за пописот на населението, што во нормална држава која што не е толку поларизирана, која што навистина може да се нарече европска, би била техничка дебата. Сите се согласуваме дека во Македонија е потребен попис. Бил потребен пред 7 години, пред 6 години, пред 5 години. Бил веројатно потребен и во првите скоро 4 години од мандатна влада на СДСМ. Но ајде да разговараме за каков попис се организира согласно актуелното законско решение. И бидејќи на крајот од денот ова не е стручна и научна дискусија која што се води во собранието, ова е јавна дискусија која што има за цел да допри до граѓаните, би сакал да зборувам за едно мое лично мислење за каков попис требаш да има Македонија. Ке го гледам тоа низ моја лична призма. Јас сум Тимчо Муцунски, 31 година, маж, корисник на жиросметка, корисник на услуги на јавните здравствени институции, сопруг, татко на дете од 2,5 години, редовен плаќач на даноци и сите различни аспекти кои што јас ги објаснив сега за мене како поединец, им се достапни на институциите на системот. Преку регистрите кои што тие ги водат. Регистри кои што се обединети преку така наречен систем на електронски регистар на населението. Проект кој што го отпочна претходна влада на ВМРО ДПМН, а да бидеме крајно искрени, проект кој што го заврши влада на СДСМ, кога Министерството за информатичко општество го раководеше министерот Дамјан Манчевски. Јас не велам дека тоа е алатка со која што целосно може да се заврши пописот. Не ја уверувам јавноста во тоа. Но ја уверувам дека тоа треба да биде примарната алатка за спроведување на пописот. Наместо да ги користиме алатките кои што ни ги овозможуваат современието и да направиме попис. Електронски попис, ефикасен попис, ефективен попис и на крајот на денот би рекол и многу поевтин попис. Да ги споиме сите тие датабази за најголем број од населението, и тоа го покажав преку мојот пластичен пример, сите податоци се веќе достапни на институциите, нема ни да има потреба да се излегува на терен. Таму каде што има недоследности, фала Богу, ќе излезат институциите на терен, но во многу помал број од тоа што ќе се случи согласно актуелниот попис. Мора да се реагира на лажната вест дека ВМРО ДПМН не сака попис. Јас би рекол, вистината е дека владата на СДСМ, ДУИ и БЕСА не сака реален попис како статистичка операција. Не би сакал да преюдицирам за резултатот на оваа операција која што ќе следува. Жалам дека повторно истата наместо да биде статистичка операција ќе не втурне во дополнителна политичка дебата, во дополнителна поларизација и жалам што моја предпоставка од оваа призма судејќи содржината на тој закон е што заради тоа што ќе се случува ќе гледаме повторно раст на национализам. Јас сакам да верувам дека Македонија стреми да биде граѓанска држава. Јас жалам што сите пописот го гледаме низ призмата на остварување на етнички права. Зар не сме сите еднакви? Пописот треба да го гледаме низ призмата на колку училишта треба да се изградат. Каква економска политика ќе градиме? И жалам што веројатно кога ќе дојдат статистики од реален попис ќе констатираме колку малку сме останати во границите на Република Македонија. Имаше во еден дел и конструктивна дебата, кој што сите тука дозволивме и да се политизира. Но нашиот капацитет да не постигнеме диалог е едно од најголемите разочарувања токму за оваа операција која што очекуваме да се спроведе како што треба
и би сакале да се спроведе за да се помогне Македонија да биде поразвиена земја, попросперитетна земја. Нашиот немањето на капацитет да постигнеме консензус по вакви клучни прашања го доведува во прашање функционирањето на парламентаризмот во Македонија. Има многу стручни работи кои што може да се поправат во содржината на овој закон. За жал, од страна на парламентарното мнозинство не видовме слух и капацитет да дискутираме за тоа како можеме најдобро да дојдеме до квалитетен попис. Ќе ја повторам мојата теза. Овој попис, наместо да ги користи алатките кои што ги имаме, на еден изопечен начин има намера да се спроведе неговата содржина. Јас гледам и со сериозна загриженост за потребата од двојниот подпис. Не низ етничка призма, како што некој се обидуваше да наметне дека тоа го гледаме, низ практична призма. Јас би сакал да верувам дека Државниот завод за статистика е професионална институција, кој што ја раководи професионално лице, кој што нема да дозволи политизација. Која е потребата од двоен подпис, ако е статистичка операцијата? Тогаш ние врз основа на закон и методологија ќе дојдеме до статистики кои што едноставно директорот на Државниот завод за статистика би требало да ги верификува. И тој нема влијание врз нивната содржина ако водиме статистичка операција. А ако водиме политичка операција, се доведуваме до истата ситуација како се што правиме во оваа држава, се да биде политизирано. Како се велеше, од вработување на чистачка, па сите процеси нагоре, така кажа еден истакнат политичар, така се ќе биде политизирано. Дајте, ве молам, за најклучните прашања во државата да постигнуваме консензус. Со жалење констатирам дека оваа политичка култура на немање консензус кој што ние ја имаме во институциите на системот се прелеваат во секојдневното живење на нашите сограѓани. Не смееме да шириме омраза, треба да дискутираме стручно, квалитетно, како можеме да направиме се многу подобро. И многу е лесно да дискутираме за грешките во минатото. Го слушнав тоа во многу дискусии. Сметам дека една од најголемите слабости на претходна влада, предводена од ВМРО ДПМН, е што не успеа да направи попис. И веројатно слабост на претходната влада на СДСМ, на која што ова е континуитет, и што во тој мандат не успеа да направи попис. Лесно е да се обвинуваме и со голи политички флоскули да зборуваме. Но ајде да видиме што можеме заеднички да направиме и со јасни показатели да стигнеме до реални бројки кои што нема да не поделат, туку ќе ја обединат оваа држава, кои што ќе ја обединат Македонија. Ви благодарам.